предвидуваме дека и ветуваме дека социјалната помош на примателите на социјални помошти, има различни видови социјална помош, па затоа множина го кажувам, ќе расти за 5% годишно, односно за 4 години вкупно 21,5%. Значи тоа е првата работа. Второ, има покачување на различни видови поддршки и помошти од државата на различни социјални групи. Да речеме, за 25% се планира да се качат средствата што се даваат на децата кои излегуваат од дом за деца без родители. Се предвидува да се зголеми за 20% од 800 денари на 1000 денари додатокот за енергија, за енергетска сиромаштија. Се предвидува укинување на радиодифузната такса за примателите на социјална помош. Се предвидуваат, да речеме, и ова еднократната мерка, што ни е за отпис на долгови, и таа е социјална мерка. Така? Што значи тоа отпис на долгови еднократна мерка? Може ли малце да опишете за тоа? Затоа што има многу прашања во врска. Ние поминавме 5,5 години во кризи, надворешни кризи, шокови, што влијае на нашата економија. Така е. Вообичаено е во такви кризи луѓето да имаат штети, да имаат проблеми со кои што не може да се финансиски се разбира. Но најмногу настрадуваат најсиромашните. И најмногу заглавуваат они. И мислевме како некако, кога годинава е некако привршува таа криза, влегува во една надолна линија, како некако да направиме некој чекор на најранливите групи да им помогнеме, еднократно, заради кризата, не заради нешто друго. И дојдовме до идеја за еден проект, еднократен отпис на долгови за најсиромашни ранливи категории на лица. Отпис на долгови. Долгови за електрична енергија, за топлинска енергија во смисла на парно грејење, долгови за телефонија и за кредити што се категоризирани во Д категорија, бидејќи банките не се сложуваат за други. Се сложуваат за овие во Д категорија. Разговаравме со институциите. Значи ние ова на памет не го даваме. Остваривме контакти и со Евана и со сите други. Што мислите за оваа идеја? И им се допадна идејата, затоа што па тие имаат многу потешкоти да ги наплатат тие пари. Нема што да наплатат, луѓето немаат пари. Ги тужат, тие немаат што да им земеш. Тоа се приматели на социјална помош. Така. Тоа се луѓе што немаат вработен во семејство или ако е сам некој, ако не е во брачна заедница, тој е невработен, исто влегува во таа категорија. Пресекот е, ми се чини 31 јануари. Значи не може сега да не плаќа некој сметка и да му важи. Инаку сите ќе престанат да плаќаат ако важи и сега. Затоа ме интересираше малце објаснување околу тоа. Значи ќе биде еднократна и за кој период ќе опфати? За сиот изминат период. За целиот изминат период. Утужени што им се за една година? Утужени долгови, како? За една година наназад? Не, за повеќе години. И за повеќе години. За повеќе години, низ кризата, низ селата криза. Така. Да. Добро. Утужени што им се и не платени. Немаат како да ги платат. Не може да им ги наплати. Елем не може да ги наплати. Но Евана. Но откако ќе им ги пребиете тие долгови, они од тогаш натаму ќе мора да се ги плаќаат долговите. Апсолутно ќе мора. И сегашните мора. Но ова ќе биде големо олеснување. Сегашните не влегуваат во отписот. За месец февруар, за месец март, за месец април. Тие нема да влезат во законот. Бидејќи сите ќе престанат да плаќаат, ако кажеме така, нели? Нелогично е, би било стимуланс да не плаќаат. Добро, влегуваат во, например, луѓе кои имаат кредитна картичка, влегуваат во тие ранливи групи? Влегуваат зависно од, јас вака, прво препорачувам да го прочитаат тој дел сите луѓе. Добро. Програмата веќе има на интернет. Добро. И тој проект мислам дека е еден од првите проекти напишан. И добро е секој што има интерес да ја користи оваа мерка. Оваа мерка нема да биде по автоматизам, туку секој ќе треба да си побара. Да го прочита. Мојот примерок нема... која страница сте? Страница 18, да, меѓу првите, реков. Значи, се предвидува еднократен отпис на долговите на следниот начин. Корисниците на правото на отпишување на долгови да се лица кои се корисници на социјална помош, лица кои подолго од 12 месеци се евидентирани како невработени, лица кои активно бараат работа, затоа што има некои што се невработени и не бараат работа. Регистрирани се како пасивни невработени, не сака да им се нуди работа. Тоа значи тие имаат некои пари, така? Така. Нема што на тие што имаат пари да им отпишуваме долгови. Кои активно бараат работа во евиденцијата на Агенцијата за вработување со пресек 31.12.2013. Затоа што мора да има пресек некаде.
Услов е двајцата сопружници да не се вработени, односно само барателот да не е вработен ако останува збор за лице кое не е во ваша заедница, тоа што го кажав. Кај овие лица исто така услов е по други основи да не оствариле поголем кумулативен годишен приход од 105.600 денари. Например, можеби не се вработени, но имаат некоја нива, имаат некои приходи и ако нивото на приходи им е до 105.600 денари, тоа е нивото на минимална плата пута 12 месеци. А тоа ќе се проверува преку нивната транзакција. Преку УЈП, ние ќе си го провериме. Они да ни дадат погрешни податоци, ние ќе го откриеме. УЈП така. Да. Значи, ако биле невработени, а имале некои приходи и приходите не биле над месечна минимална плата, тогаш влегуваат во оваа група. Ако секој месец имале приходи повеќе од минимална плата во месецот, тогаш не влегуваат во оваа група. Ќе имате многу работа за до објаснување и која ќе заврши и кој ќе завршат изборите, ќе помалку или повеќе веќе очигледно дека ќе еднаш два пати човек да го прочита прилично едноставно. Вака на прв поглед може би личи комплицирано и така, на прв пат човек го слуша. Два пати ова пола стана да ја прочита човек, веќе се му јасно. Да, дојде да ја водиш емисијава, да видиш една недела. Нема проблем. Кога сакаш можеме да се замениме. Дој ти водата да ја водиш, ја ќе дојдам емисија. И ќе ја водам. Ајде, важи. Може да пробаме една недела. Ќе му речем на Мартин бркај работа. Исто така, услов е лицата да немаат во собственост свој стан или куќа, освен ако не живеат во него. Значи, ако живеат во него, тогаш тоа име за живење, немаат приходи од тоа, така? Ама ако имаат уште еден стан или уште една куќа, тогаш претпоставка е дека може да ги издаваат, да ги продадат и да си ги платат сметките. Така. Предвидено е и за лица кои поради семејна несреќа, смрт на еден од сопружниците или потешка болест или губење на работна способност се доведени во состојба да не може да ги платат долговите. И правото на отпис се однесува на следните долгови со просечна состојба на 31.12. Јас преска кажав 31.1, не е 31.1, 31.12. Тоа се неплатени долгови за електрична енергија, кои се утужени и неплатени подолго од 12 месеци, за долгови кои се достасани, а неплатени пократко од 12 месеци, ќе настојуваме ЕВН да одобри повеќе годишно, 6 до 8 годишно репрограмирање. И за тоа имаме начелни разговори и се надевам дека ја ќе им дадам на гледачите на мојот Facebook профил, бидејќи е најпосетениот во Македонија за овие работи, ќе им го дадам линкот од програмата за да можат да го симнат и да ја прочитаат, да ги прочитаат овие детали. Второ, долговите по радиодифузна такса, по парно грејење, кредити во банките со класификација Д. Дали во ранливата категорија ќе бидат опфатени, например, покрај тоа што е социјален, дали ќе бидат опфатени оние родители кои чуваат деца со специјални потреби, дали и тие влегуваат? Доколку влегуваат во овие категории. Доколку влегува во овие категории. Во ова што е опишано тука. За ова намена ќе имаме специјален закон, кој што ќе оди во парламент, и само така можеме да го завршиме. Специјален закон, значи со закон ќе биде. За еднократен отпис на долгови. Планираме да се заврши најдосна до септември. Колку ќе биде тежок финансиски? Имаме одредени пресметки, не можам точно во моментот да се седам, но ги имаме пресметките. Државата како ќе го реши ова? На овие фирми, ева на топлификација, односно сега како се вика таа новата за топлинска енергија, банките и така натаму, во наредните неколку години ќе им отпише дел од даноците што треба да ги платат. Значи, од прилика по неколку милиони, 3-4 милиони годишно ќе треба во некои 3 години. Од прилика, нашите пресметки се дека околу 12 милиони евра би чинело ова. Оставаме простор дека кога ќе се навлезе длабоко во целата работа, дека може уште нешто да излезе плюс, но очекуваме дека ќе биде некаде од прилика околу 4 милиони годишно. Отпис на дел од даноците што треба да ги платат.